Утрински стихови од Библијата. 4 декември. Распрострените небеса ја покажуваат неговата моќ. Единствено тој ги распнува небесата и само тој оди по морската широчина. Ги создаде мечката, Орион и Плејадите и созвездијата на јужното небо. Јов 9, 8 и 9. Додека Библијата треба да го заземе првото место во образованието на децата и младите, книгата на природата е следна по важност. Божите создадени дела сведочат за неговата љубов и моќ. Тој го повикал светот во постоење со се што тој содржи. Бог е љубител на убавото и во светот што го подготвил за нас, тој не само што ни дал се што е потребно за нашата удобност, туку ги исполнил небесата и земјата со убавина. Ние ја гледаме неговата љубов и грижа во богатите полиња на есента, а неговата насмевка во ведрото сонце. Неговата рака ги создала карпите слични на замоци и високите планини. Величествените дрвја растат по негова заповед. Тој го проширил зелениот кадифен килим на земјата и го прошарал со грмушки и цвеќиња. Зошто ја облекол земјата и дрвјата во жива зелена боја, наместо во темна, мрачна кафеава? Зарем не е тоа за да бидат попријатни за окото? И зарем нашите срца не треба да бидат исполнети со благодарност, додека ги читаме доказите за неговата мудрост и љубов во чудата на неговото создавање? Истата креативна енергија која го донела светот во постоење, се уште се употребува за одржување на универзумот и за продолжување на животот на земјата. Раката Божја ги води планетите во нивното уредно патување низ небесата. Не е поради вродена моќ што од година во година земјата го продолжува своето движење околу сонцето и ги произведува своите благодати. Преку неговата моќ вегетацијата буи, се појавуваат лисјата и цветаат цвеќињата. Целиот природен свет е осмислен за да биде толкувач на Божите нешта.